Уште една потврда од меѓународните институции дека Бугарија ги крши правата на македонците за слободно здружување со тоа што одбива регистрација на здружение. Комитетот за човекови права на Обединетите нации заклучи дека судските одлуки биле нејасни и претерано формалистички, потенцирајќи дека тамошните власти не ги зеле предвид информациите на македонците за формирање на непрофитна организација за заштита на човековите права, ниту пак објасниле кои одредби од законот биле прекршени. Затоа комитетот носи заклучок дека државата, односно Бугарија, не го оправдала одбивањето за регистрација на организацијата, ниту покажала дека одбивањето било неопходно и пропорционално и има рок од 6 месеци да ја исправи ситуацијата. Постоењето на здруженија кои мирно промовираат идеи за толеранција и коегзистенција на различни етнички групи мора да се заштити, дури ако нивните ставови не се споделуваат од властите или од мнозинството на населението. Овој израз на плурализам, разновидност и толеранција го води тековното работење на комитетот во врска со неговиот нацрт Општ коментар број 38 за правото на слобода на здружување. Но ниту оваа одлука нема да има суштинско влијание врз официјална Софија без посилен меѓународен притисок, смета премиерот Христијан Мицкоски. Според него, Македонија во изминатиот период добива се повеќе меѓународна потврда за своите позиции, но и тоа не значи автоматска промена на ставовите на Бугарија. Според него, без јасен и координиран став од Европската Унија не може да се очекува промена во односите, иако ваквите одлуки, како што рече, ја зајакнуваат позицијата на земјава на меѓународната сцена. Но оваа политика на оваа влада веќе овие 2 години е конзистентна да практично ги аргументира своите позиции на меѓународната сцена. Јас искрено очекувам во периодот кој што следи уште вакви политики да има. Ја не верувам дека тоа може да дојде до промена на ставот кај нашиот источен сосед без силна робусна акција на Брисел и поголемите земји членки на Европската Унија. Но она во кое што верувам е дека нашите аргументи се исправни. Нашите аргументи од ден на ден се потврдуваат на меѓународната сцена. Премиерот критикува дека одредени политики на мекот киво кои во минатото ги воделе СДСМ придонеле за, како што вели, отстапки во однос на македонскиот идентитет. Јас мислам дека за жал се уште на политичката сцена имаме такви политичари кои што со своите мекоткивни политики ги нарушуваат позициите кои што оваа влада макотрпно и жилаво ги гради, но очекувам веќе после следните парламентарни избори тие политичари и таа политичка партија да се маргинализираат и конечно исчезнат од македонската политичка сцена. За одлуката на Комитетот на Обединетите нации информираа Тому Илинден Пирин, од каде наведуваа дека станува збор за значајна одлука во контекст на правото на здружување на македонците во Бугарија и заштита на човековите права. Нивниот негативен одговор за регистрирање на правозаштитен комитет толерантност, освен првостепениот суд, го потврдила и апелација.